Dragane, da li ti primiš poziv koji ti je rekao tražite Lutka, ja mali ko se vrati od komando. Ja izbjegavam, a ti izlažu. Koliko bija toga, što se uključiti? Ще дам капочку. Я так не Кога се пробудил, така, полека се будил, чувствував дека ме вози некој во кола. И кога се убо, разбудив, пак ми ставила хлороформ и гледам дека и возам по некоја кола, ме ставиле во средината, од една страна една жена до мене, од друга страна еден маж, а напред и до шоферот уште еден човек седи. И јас разбрав дека сум киднапиран и ќе ме носат за Југославија ова. Како преку граници, како те преку? Преку граници, ова, знаеш, тоа беше во јуни месец, ноќе минавме француско-италијанско, ама они направиле пасош со моја слика, во македонска нација имаше една моја слика, моја од неја изгупи и направиле пасош југословенски со моја слика. А знаеш како е сега во Европа на границата, не ги гледат, само ги дадат преку прозор пасошите и ги бројат луѓе, 4 пасоша, 4 луѓе. И никој така минавме југословенско граница, ова прво италијанско, француска, после... Леле, знаеш да читаш? Јас се посвесил на еден кревет во затворот во Љубљана. И после од тука ме зедо од затворот, однесува во една вила на Удба, на едно риче над Љубљана горе, осамена вила, и таму ме држава 4 дена да се освестам, доаѓа лекари да ме прегледат како ми е ова здравствената состојност. И постојано тројца луѓе цивилни, Are we a café? So coffee? Chai? Не бе цивилни, цивилни и когаш би гледам тој главен беше на Удбата за Македонија, Никола се викаше Илиевски. Тој е од Битола, ама роден во село тамо Кичевско, преселен во Битола. На брат на оној Доне Илиевски, ако го знаете, што беше министер за верата и амбасадор беше во... Зашто и кажа Да живее ВМРО! Да живее! И од тука ме слегна на аеродромот во Скопје, јас тамо чека милиција веќе. И веднаш ова, пак ми ги кладували листите и чека да ме водат во затвор, води 2-3 сати, Ајде бре, и за вас бе. Нема грешка за вас, патриотите, како може да не? Шур. Čo šove preče me? Koga slave, zašto ne? Ima razlog prete. A vi kaže se svima kaže... Slave ima biznis,
Само тебе, заšto? Нищо да не гледам. Некој друг има? Треба од Липот вика дојде до некоја скала да се качи. Вика дигни левата нога, после дигни десната и така додека се качи во скалата. После пак така, пуши левата нога, пуши десната и така ме слегнала во некоја мисла, во некој... Кој би од мамо снима го човек по лицето кој Јас сум некој дел од Бетон ова и има железни 4 порти, значи во тој затвор само 4 келии. И тука, кога влезува во има еден тогаш беше шеф на удба за Македонија, Шкартов од Скаладарци и ми го чита молитва како да се држа, вика. Како ќе биде тој затворски режим додека сум таму. Ми кажа дека дено ноќно по тројца стражари ќе седат во мојата келија, дено ноќно ќе гори осветлението, дека не смеам со полицијата да разговарам, освен кога има нешто да прашам и кога ќе спием дека ќе ме вржуваат со синџиш за левата, за десната рака и за десната нога долу за... Ама они седат тројца доа и пак ме вржуваат. И така, аз гледала на планината Караджица, тоа Солунска глава, ако знаете, тоа е некакви километри далеко од Македонски Брод. Тоа е збровена голема планина. И таму ми држава 19 месеци, никој не знае за тази става. Таму стара сите сослушување. Немаше, јас цело време ставам. После научим во Идризо најдов еден... Јас имам 5 изследници, меѓу другото, ова мојата истрага е надгледуваше лично секретарот на внатрешни работи за Југославија, Хеглевич, кој 5 пати доаѓаше на планината со хеликоптер. И тоа надгледуваше ова. Ова била сојузна акција на белградска удба, само македонци ја изведува, а србите ја надгледува. Најмногу на општо те Абе, тие беа полицајците се будали луѓе понекогаш. Тие најмногу се интересира кој ми давал, кој стои за организација Домшо, постоеше кој ми давал пари на мене и кој стоел за нива. Кога им докажав јас дека не стои никаква обезстана служба, никаква никоја држава, тие мислеа дека јас сум или агент на СИА или на руската обезстана служба. Господи, рече, Драган ми дава пари. Дал патриоти кој има фирма, што е да плати? Тие не можеа да замислат дека еден човек може толку да жртвува све ова, разбираш ли, без интерес. Тие, иако се комунисти, домите некакви идеалисти, тие се во душата материалисти, не може да мислат дека еден човек, еден Драган, кој по нивното бил најголем будала, што целиот живот си го упропастил за таа идеја и што останал најбеден од сите други македонци што биле на. И сепак дојде времето и на това. Абе дојде времето. После нивната истрага ме вратеа во Шутка. Шутка тоа е истражен затвор во Скопје и таму ме држа уште 3 месеци. После ми изјавува на судење. Она изјава што е дадол во команда во насречни тие прекратува. Да, дојде тој човек што разговарал со тебе. Еден црн човек. Еден црн, вика, јас разговарал со Трајко и вика, Трајко, вика, си замина за тоа што јас бев добар пријател со жена му негова и сестра ти биле пријатели. Баш не. А? Баш не, него ја ги превари. Вика, затоа не го задржав. Ќе го земам баш.